Haj! Zdravo, Živo, ja sam Igor, sad razgovaramo super. Dobro je, hvala Boga, evo da se dezinficirame. Ne pukaj! Olele! Bravo, dečki! Zdravo! Pristigna i Tarpeo! Je! Ajde, pozdravljeni se Jaroslav! Ще се пакува нам тук. Хай! Браво, добри сте? Габриел, 4 години имаш? Браво, салал да ти е. А шо, ти тече од носето крце малце? Така ништо, бе, јунак си ти че ти помини. Јас имам 6 години. 6, браво. Викам Бојан. Бојан, мило ми е. Така. Представувајте Торет, ајде, купимо си. Александър Дигин. Але, 6 години. Да, вече полнам 7. Јас имам 5. Ти 5? Е, абе, браво. Како се викаш, кажи. Гиđo Пулец. Християн Пулевски, да си жив и здрав. Ајде, друг некој од девојчината се представите, ти колку имаш години? Моли? Јас 5 имам. Двајцата по 5, ајде, петка. Give me 5. Како се викате? Ана Марија. Ана Марија? А јас Зоки. Зоки, е. Како се викаш тате? Бисера. Бисера, колку годинки? 7. 7. Матео. Матеја, мило ми е, ти овде гледам добро вежбаш, така? Ти колку време тренираш тука? Овај се вика Петер Рич Немир. А, кове срце. Такви најмногу се барат. Колку време тренираш, кажи ми? 1 месец, 2. Те видов како ги правиш падовиве многу добро, јас си мислев 1 година. Јас 8 години. Јас 8 месеци. 8 месеци, браво, браво. Супер. А Јаков, ти од кога тренираш? 1 месец. Браво сме, значи поиќе почетници имаме овдека, а? Браво, браво. Само напред. Ајде, уште да се пробам и јас. Може да пробам и јас. Еве, почитувани прилепчани, се наоѓаме во подрумот на основното училиште Кочо Рацин. Во ова време Итар Пео
пред 30 на години учеше овдека и овде се чуваја дрвата, пошто со пампури се греевме, тука ги внесувавме, секоја есен ги внесувавме дрвата, ги складиравме, ги редавме, а сега има две прекрасни сали. Пред малку ги видовме малите джудисти, од 4 години ги има па до 11, а сега одиме кај поголемата група, каде што ќе ги видиме и ветераните. Ајде со мене. Се наоѓаме во подрумот на основното училиште Кочурацин во спортската сала. Овдека на времето ние дрва чувавме, внесувавме дрва. Не знам ли се сеќаваш ти ако си учел овде, сигурно знаеш како беше. Вака како прво, во однос на годишните разлики, за нас е спортска сала и е прекрасна. Во тој случај ние објектите си ги почитуваме такви како се, заедно со условите за работа, немаме некои посебни услови или барање, освен ова овде што го имаме. Битно е салата да е топла. Па можам да кажам дека годинава е средена, по наши изваросана, стаклата се во ред, имаме грејење до завршување на школскиот ден, после тоа токму заради тоа што е во подрум и кај што се чува дрвата, имаме кондиција цел ден да го поминиме и ноќта во некои нормални услови за разлика. Гледам многу членови има во клубов, ова е џудо клубот Сейшн. Колку години постои клубот и нешто повеќе да ни кажете за надпреварите? Знам дека последниве 2-3 години имате над 90 медали освоено на меѓународни локални турнири. Вака, џудо клубот Сейшн е формиран 2003 година. Можам да видам нескромен во тој дел дека купно имаме околу, сметам дека се 1600 медали освоени, што на државни, што на меѓународни надпревари, регионални и во однос на условите кај што не задоволуваат да појдеме или да поканиме гостите да бидат присутни во нашиот клуб. Идејата за основање, идејата за одржување на џудо клуб Сейшн е враќање во општеството. Значи, единствен начин за ние и менаџерскиот тим и тренерскиот тим кој страшно многу се труди околу клубот е да се врати нешто према општеството и да се привлече што е можно повеќе деца, младенци, особено пионери и пионерки и малце повозрастни да бидат присутни во салата, а не да бидат надвор. Не дека не смета кој ќе биде надвор, а во секој случај од вашата камера може да видите вечерва дека има преку 90 деца, а секупната бројка е над 100. Не ни е можеби целна група секогаш да видиме први, ама целна група ни е секогаш да имаме полна сала со деца. И едната и другата. Пошто за разлика од овде имаме уште една сала, тоа е Домот Спиро Забрчанец. Моментално немаме услови пошто е ладно, а во летниот период или кога се дозволуваат временските услови го користиме и тој. Така да пробуваме секој ден да има барем по еден или два тренинзи и тие да бидат исполнети со деца. Целната група на постоењето на клубот секако е учењето на џудо вештината и џудо спорто, ама во основа да биде полна и цело време да има луѓе внатре. Гледам дека сте ги постигнале овие основни услови или основни желби кои што сте ги имале намери и многу се радувам за тоа. Ние малце ги посетивме и пионерите или младинците, од 4 години има веќе учесници, па до 9 и 10, а веќе оние кои стекнале подобро искуство преминуваат во
поголемиот дел. Ние сме заинтересирани исто дека има и група ветерани кои што овдека ве придружуваат и работат со вас, за тоа ми беше многу драго исто така. Така, за групата ветерани имаме подобар стручњак од мене во клубот, господин Киро Здравески, добро е да разговарате малку со него. Не можеш да градиш иднина ако немаш минато, а сегашноста ја гради иднината, така да тоа е малце круг во кој што влегува господин Киро Здравески и активно е вклучен во секојдневните активности на клубот. Господин Киро моментално е и селектор на ветераните репрезентација на Република Македонија. Така да се попотребно околу ветераните може да ви објасни господин Киро Здравески. Благодарам за разговорот. Разговаравме со Дејан Ширковски, иначе председател на Сейшен клубот. Се разбира, сето е минливо, меѓутоа имате навистина добар придонес и одлична група на ученици џудисти. Инаку како и каратето и џудото, освен што е спорт, е и филозофија на живеење. Еве сме во кадар со еден од повозрастните учесници, односно од ветераните, господинот Киро Здравески. На големо задоволство гледаме дека овдека многу убаво се работи и се вежба. Што ќе ни кажете и кои се вашите мотиви за се уште да продолжувате да работите и да помагате во клубот Сейшен? Па вака, со самите почетоци на формирањето и повратокот на ветераните, со иницијативата за повраток на ветераните, која беше инициирана од страна моја, ние сега моментално, за да не продолжувам голем процент од проектот, оти работиме скоро 7 години на тоа, моментално активни ветерани се 10 души кои партиципира во џудо клубот Сейшен и дел од нив сме во репрезентација на Македонија. Иначе, ветераните, мотивацијата е прво да ги потикнеме помладите дечина и оние што го практикува џудото и оние што сака да го практикува, да ги иницираме, да се одделат од пороците, да спортува, да се развива. Затоа што научно е докажано џудото е еден од најдобрите спортови за психофизичкиот развој воопшто на човекот, без разлика на граница. Во џудото нема граница, докаде, дури можеш. Тоа е едно од прашањата главни во џудото и активноста на придонесот на ветераните во џудото. За едно големо изненадување, по надзор на професор по физичка, по надзор на сите оние тела кои се вклучени во џудото и во клубот, ветераните во еве скоро месец и пол работиме со деца на Даунов синдром, меѓу кои прв ни е тука Христијан, си го викаме ние Кико, и се гледа задоволството него кој што учествува во дело на развој на џудото и али не сме сами, позади нас ги има сите оние тела кои треба од психолог, од сите надзорни тела што се во клубот, оти сами ние тоа не можеме да го работиме, што е и нормално. И понатака да заврши оваа пандемија, овој ковид, се надеваме дека комплетно таа школа ќе ја зголемиме со поголем дел на членови со тој Даунов синдром. Оти децата не треба да се дела на вакви, такви, сите можа нешто да постигне. Така е, ви благодарам многу и ве посакувам успех. Колку години имате, само извинете вака што прашувам? Годините мои се 71-та и почнав. Значи, од 51 навака. Браво, да си жив и здрав и многу успех ви посакуваме во иднина. Благодарам.
Разговараме со Дејан Мицковски, така да е еден од главните тренери на џудо клубот Сейшн, кој ќе ни зборува малце повеќе за тренажниот процес и сите оние возрастни граници кои што ги имаат во џудо клубот Сейшн во Прилеп. Така, најпрво да ви се заблагодарам за вашето присуство вечерва во нашиот клуб. Значи, како што кажавте, јас сум еден од тренерите во џудо клубот Сейшн Прилеп. Тренажниот процес во клубот е поделен на повеќе групи. Повеќе групи, тоа значи имаме различни возрастни категории и групи во самиот спорт, така и во клубот, така што сите ние тренерите и мајсторите во џудо спортот сме поделени, си имаме посебна група која што ја водиме и ја следиме во развојот. Имаме на почетокот една почетничка група формирано, со неа работат тренер и асистент, значи со секој тренер во секоја група имаме и асистент на тренерот, задолжително. Значи таа почетничка група како што напредува, како што се развиваат и се оди на полагање на повисоки појаси, одма се префрла во наредната повозрастна група. Другите возрастни групи ќе ги набројам само од старосна категорија: деца, помлади пионери, постари пионери, кадети, јуниори, млади сениори и сениори. За среќа во нашиот клуб, како што видовте и сами, имаме и ветерани, едни од првите џудисти во градот Прилеп, така што и тие се вклопени во една од групациите кои што работи во клубот и тренизите се одвиваат 3 пати неделно моментално со еден тренинг на отворените терени доколку сега временските услови дозволуваат. Меѓутоа во пролетните и во летните месеци, како и во есенските, задолжително имаме и по 2 тренизи на отворените терени во градот со цел поголем напредок. Гледам условите овдека навистина се добри, се надевам дека сите спортови ќе ги имаат условите кои што ги имате и вие. А дали овдека и други спортови има во оваа сала или само вие тренирате тука? Да, во оваа сала има и други спортови, пошто ова е училишна сала, ние ја изнајмуваме како и другите спортови и си имаме одредени термини во текот на недела. Значи не е специјализирана само за... Специјализирана, тоа сакав да ви го потенцирам. Условите се добри, не можеме да се пожалиме, но нас на боречките вештини, особено на џудо спортот, ни треба специјализирана сала за боречки спортови која се нарекува доџо. Тоа значи татамите нон-стоп послани и ние само доаѓаме, работиме и ги менуваме групите. Тогаш можеме да размислуваме на професионално ниво и професионални подвизи и успеси. Тогаш за професионалците и повозрастните нема да бидат 3 пати, туку секој дневни тренинзи, а додека за одредена група и дури 2 пати дневно. Така што се надеваме дека еден ден и тие услови ќе ги имаме ние во нашиот клуб. Се надевам јас, ви посакуваме многу успех. Уште нешто ме интересира, знам во каратето дека највисокиот степен беше црн појас 3-ти дан. А кој е највисокиот степен во џудото и кои се мајсторите кои вие ги поседувате? Мислам, која категорија имате вие во џудо клубот Сейшн? Значи вака, највисокиот степен во џудото е 10-ти дан или црвен појас. Значи црвен појас е со 10-ти дан. Во нашиот клуб моментално имаме неколку, јас сум со 2-ри дан, како главен тренер имаме неколку со 1-ви дан, и дел од ветераните, 2 од ветераните имаат и почесен 5-ти дан од ветеранската асоциација, џудо асоциација, кои му беа доделени изминатата година. Така што највисокиот е 5-ти дан во нашиот клуб. Ви честитам уште еднаш, ви благодарам за разговорот и избоеното време. Се извинувам што ви одзедовме малце време од тренингот, но се надевам дека тоа ќе го надоместите сега. Нема проблем, Поздрав. да очекуваме и во друга прилика кога сакате да видите наши гости, да покажиме и докажиме што значи џудо спортот воопшто за развојот на децата и младината, како во нашиот град, така и во државата. Да, и не секаде. Ви благодарам јас. Разговараме со Владимир Татановски, единствениот претседател на Федерација на спортови на џудо спортот во Македонија или во Прилеп.
на мое големо задоволство, јас и покрај тоа што вака ме изфрлае како мало дете, ќе види публиката прилепска како Пео неуспешно се бори, но сепак сум презадоволен од она што го видов од клубот Сейшен, па што повеќе би ни кажале за овој спорт? Добро вечер. И многу ми е жал за тоа што вака те изфрлале, меѓутоа мораше малку на приправи пред да се појавиш во клубот, кај децата. Меѓутоа, прво да кажем дека во Прилеп џудото секогаш било спорт кој високо се почитувал и пред се можем да кажем и дека Прилеп бил најџудо град во Македонија долг период изминатите години. И во моментот и оние тренери кои што професионално работат и се занимаваат со џудо и во Скопје, па и во Источна Македонија, во Кочани, потекнуваат од Прилеп, односно од еден клуб, џудо клуб Пролетар, кој можем да кажем слободно дека е и основоположник на џудото во Прилеп. Не смееме да го заборавиме тука и џудо клуб Прилеп, кој датира многу одамна, паралелно со џудо клуб Пролетар, меѓутоа овие деца сега, овие тренери, овие професионалци, сите бевме ученици и џудисти во џудо клуб Пролетар. Претпоставувам тоа е џудо клубот на Славе џудо го вика е напрекар, исто така тој не тренираше едно време во Партизан како гимнастичари и баш ми е жал дека не стигнавме да го снимиме и него, тој и покрај тоа што е во пензија уште активно се занимава и тренира и работи со младинци и со деца. Па вака, значи председател сум неполни 3 години, инаку потекнувам од џудо фамилијата, значи џудиста долги години, од мали нозе, ковидот не затекна, меѓутоа успеавме сето тоа да го надминиме, успеавме да ги одржиме клубовите, не дозволивме ниту еден клуб да замине, да згасне, напротив, ги поддржувавме и во тешките моменти. Остваривме многу добри релации со Светска џудо федерација и со Европска џудо федерација, од каде што веќе имаме позитивен импулс, че имаме помош голема од Европската џудо федерација околу посета на европски џудо кампови од наши џудисти кои ќе одат бесплатно на сметка на Европската џудо федерација од текот на цела 2022 година на сите европски џудо кампови кои се наоѓаат на низ Европа. Исто така веќе преговаравме во Луксембург пред неколку месеци и добивме потврда дека од јануари во Македонија ќе доаѓаат и џудо стручњаци кои што ќе работат со тренерите пред се под проектот Improve Your Club за подобрување на клубот, за подобрување на работата со децата. Првиот семинар ни е закажан 28 и 29 јануари. Исто и тоа е пошто морам и тоа да кажам дека Европската џудо федерација има огромен број на проекти и која ќе осети дека има потреба и дека во земјата, во помалку развиените земји, ајде да кажеме, веќе почнуваат луѓето се залагат за овој спорт, тогаш настапуваат тие и помагаат зависно на кој степен со различен тип на проекти. Еве ова што ја кажа претходно се два проекти кои веќе почнуваме од јануари. На 22 јануари одат наши тројца надпреварувачи во Анталија на првиот европски џудо камп, бесплатно. Нормално нашата федерација ќе износи сам патните трошоци. Понатаму на 28 и 29 јануари имаме стручњак, најверојатно од Русија, селектора на женската руска џудо репрезентација, ќе биде предавач и сите тренери ќе бидат на едно место и ќе можат да учат за понапредни методи како да работат со децата и како да промовираат ново модерно џудо.
Ово навистина се импозантни бројки и големи успеси што сте ги постигнале. Јас ви посакувам многу плодна и успешна работа и понатаму. А јас пред скоро време научив дека во џудото највисока категорија е црвен појас, 9-ти дан. И еве како што може да види публиката, јас сум со црвен појас, ама немам никаков дан и затоа избравме да разговараме навечер, да не свати некој погрешно. Да, така е, досега мислам од она што знаеме во џудото. Инаку морам да те малце да те поправам, црвено-бел појас е во прашање. А точно 9-ти дан на овие простори тоа е малку невидено. Меѓутоа така е, до 9-ти дан има и подобро да не одиш таму на таков тренинг случајно да не налеташ. Подобро вака. Инаку од она каде што бевте, видовте и сами дека голем број на деца се вклучени во процесот во тренажниот процес, се работи од полна пареја, тренерите работат од срце посветено, видовте разни категории на деца, видовте од најмали до најстари, почнавме исто така, сега ова што зборувам, морам да ви кажам дека не е само моја заслуга, тука стои цел тим на луѓе, подпредседатели, извршен одбор, значи голем број на луѓе кои што помагаат и активно се внесени за сето ова да функционира. Се уште нема една специјализирана просторија каде што има поставени душеци за џудо континуирано и дека мора тие да се преместуваат, но се надевам дека вие ќе се изборите. Ние работиме во крајна финална фаза на проект џудо во школи. Имаме од Светска џудо федерација одобрено, тоа е од поназад некое време, меѓутоа ковидо си го направи своето. Ние имаме проект џудо во школи, односно од Светска џудо федерација треба да добијаме опрема за 10 школи. Тоа е во крајна фаза, тој проект стои, парите се одобрени, односно не се пари, туку е финансиска, материјална опрема е од материјален аспект, опрема, татами, кимона и дополнителен финансиски дел плата за тренерите кои ќе ги водат тие џудо школи. Се работи за 10 џудо школи. Паралелно, покрај ова, со Јапонска амбасада имаме отпочнато проект. Ни оди поспоро, меѓутоа јас сум упорен и ќе настојам да го завршим и тоа, за да имаме специјална будо сала, односно специјално наменета само за џудо. Послана со татами, значи да, предуслов за квалитетно џудо е, точно е погоди суштината да се има сопствена сала која што 24 сати ќе биде отворена и тука децата ќе можат непречено да вежбаат џудо 24 часа. Како што велат во Мариово, каде што има волја, има и начина. Гледам дека кај вас има голема волја. Јас навистина ви посакувам уште многу успешни години како претседател на Федерацијата на џудо спортовите во Македонија, со работка со сите оние институции и инстанции кои се одговорни, кои што можат да помогнат и верувам дека ќе ги постигнете сите цели кои што сте ги зацртале. И тебе ти благодарам за тоа што ми посакуваш да останам уште долги години претседател, а јас пак од друга страна сакам да останам за да помогнам на спортот, затоа што тоа е сепак една благодарна работа и мислам дека е и добра работа, односно правиме добро за општеството, добро за децата, ги оттргнуваме од улица, едноставно, тоа е голема добрина што се прави кон општеството.